Почитувани граѓани на општина Карпош, добро вечер. Еве сега ме подсети мојот колега од карате, инаку да го поздравиме многу добар каратист, господинот Орце Стојчевски, кој бил шампион на Македонија во карате. Сме се бореле во иста категорија. Јас сум бил за нијанса подобар, ама и тој бил многу добар. Инаку сме тренирале во оваа спортска сала. Ништо на оваа спортска сала не и фалело. Значи, си имаше храстов паркет, си имаше радиатори, си имаше клупи, си имаше комплетна спортска опрема и тој дел таму другиот беше за гимнастика. Исти вакви стручњаци, односно нивните другари, ја дадоа оваа спортска сала на Рафет Муминовиќ и неговата дружина. Од спортскава сала останаа само столбовите и дзидовите. Се беше однесено од паркет до опрена, до ништо живо не остана во оваа спортска сала, за да потоа ја вратат повторно на општината. Општината направи проект и аплицираше со тој проект за средства да се санира оваа спортска сала и таа е дадена со одлука на влада во 2019 година на општина Карпош. И општина Карпош аплицира со свој проект да се даде средства за реконструкција на оваа спортска сала. Јас победив во 2021 година. Опозиција на Социјалдемократскиот сојуз. Ми се јавуваат од кабинетот на премиерот Ковачевски. Господин Јакимовски, премиерот сака да дојде да види како напредува спортската сала на Обновски Борче. Дали ќе дојдете? Како не? Ќе дојдам секако. Потоа ја направија спортската сала. Господин Јакимовски, дали ќе дојдете да се пушти салата во употреба, дали ќе дојдете вие? Секако дека ќе дојдам. На кој министер сум се јавил во Социјалдемократскиот сојуз, секој телефон ми кренал и секој што требало направил за општината. Како за луѓето да кажам лошо. Овие никого не можеш да добиеш. Со никого не можеш да искомуницираш. Така ли се води држава? Така ли се води влада? И јас сум бил министер. Не постоел градоначалник или представник на било која институција на кој што нема да му кренам телефон. Вака ли треба да комуницираат представници на институција? Ова општина има градоначалник, избран на избори, има совет, исто така избран на избори. И што е проблем ако има владата било каква намера да седнеме и да разговараме како нормални луѓе на две институции? Тие водат државата, ние сме начело на 65.000 граѓани на оваа општина. И што се случува? Ја добивме салата назад декември 2023 година. По примопредавањето, потоа влегуваме во спортската сала, нема радиатори, нема никаква вентилација. Ние сме биле спортисти, сме тренирале. Кога тренираат 100 луѓе, од тоа што дишите, од заморот, од потта, се создава водена пареја, која што водена пареја се лизга. Значи, мора да има вентилација спортската сала, а оваа спортска сала си имаше своја вентилација. Тоа е првата работа. Радиатори нема, ни една закачалка, ни една клупа, нема рипстоли, нема греди, нема голема греда, мала греда, нема одскочна даска, нема козлиш, мал, голем, консорачки и да не бројам што све нема. Нема мрежа за одбојка, нема ништо. Се јавувам кod директорот на Агенција за млади спорт. Ваква е состојбата со спортската сала. Во смисла да видиме да не е тоа предвидено во проектот и да не сте платиле, а не е монтирано. Не е проблем, ќе го решиме, ќе го направиме. Добро. Значи, ова е декември. Јануар месец повторно се јавувам. Февруар месец повторно се јавувам. Се распишуваат изборите. Завршуваат изборите. На 17 јуни праќам писмо до Министерството за спорт и млади. Господа, ваква и ваква е состојбата со спортската сала. Новина е тоа што спортската сала тече, на многу места појави влага, мувла и така натаму, и селата опрема што не постои во спортскава сала. Нема одговор. Некаде крајот на јули, почетокот на август, го барам господинот Борко Ристовски, министер за спорт и млади. И му ја кажувам состојбата во салата. Почна да ми се жали како претходниците му оставиле многу дупки, вакви опашки и така натаму. Му реков, добро, дај, дојдете да ја посетиме салата заедно, да ја видиме и да видиме што е можете вие да направите, што е тоа што ние како локална самоуправа да го направиме. Добро, ќе дојдам, ќе се видиме. Поминува месец дена, го барам, не крева телефон. Поминува следен месец, го барам, не крева телефон. Поминува трет месец, господинот не клева телефон. На 25 ноември повторно праќам писмо со истиве овие барања.
Нема никаков одговор. Ни пишуваат наводно го пратиле нивниот оператор да ги санира проблемите. Ништо не е санирано. И тогаш издвојуваме средства во буџетот за набавка на опрема. Затоа што да купиш рипстоли, да ставиш една закачалка, да ставиш клупи, да било што да направиш, не е буцни прачка пи вино, мораш да одвоиш средства, мораш да направиш програма, па таа програма да ти влезе во буџет, па таа треба да ти биде изгласана, па буџетот да се учите у Министерство за финансии, па да распишеш тендер, па тој има одредена постапка, па има жалби, па додека склучиш договор, па додека тоа се набави, додека се испорача, додека се монтира, тоа се месеци во прашање. И тоа се случи. Некаде до крајот на март завршивме со тендерите, целата опрема што беше ја ставивме во спортската сала и ученичките спортски игри ги државме во оваа спортска сала. Значи, не е точно дека спортската сала не е пуштена во употреба. Овие светилки ги гледате ли? Општина Карпош ги стави. Тие не се паднати од небо. Тамо гледате ли она шахта зелена? Оваа трева ние сме ја насадиле и поставена хидрантска мрежа. Ова ние го косиме, ова ние го одржаваме, ова ние го чуваме. И јас знам што им е нив. Јас знам кое запче нив ги боли. Нити им е до вежбање, нити им е до спорт, нити им е до народ. Овде горе има едно шанче за не знам, мал кафе, ресторан и тука е предвидено да има фитнес клуб. Е сега, од тој ресторан дојдоа наместници негови, дали ќе им дадам овде да направат ресторан, кафана и така натаму, ова све да го заградав, им кажав дека нема теоретска шанса и распишавме конкурс за издавање на тоа горе. И затоа јас знам кој зап ги боли. Кафичот ги боли да го направат ова све да заградат оваа трава и сакам јавно да му кажам, господин Ристевски, ако ти си Борко, ја не сум Торко. Точно знам кој зап те боли. Мислиш дека има голем бизнис и сакаш овде со другарите доеш да си правиш кафичи и ресторани како она што твојот другар го направи онде карши бензинската пумпа на Мак Петрол, онде на Партизанска кај румунска болница, каде што има 24 паркинг места, а има 300 седишта. И каде што ја создаде сите проблеми на граѓаните кои што живеат во околните делови. Поштувани пријатели, јасно ве прашувам. Дали нешто општината Карпош сгреши во комуникацијата со владата? Како јас како градоначалник требаше да комуницирам со нив? Што требаше да направам? Од нив барав само да ми кажат, ние имаме пари, тоа ќе го направиме, или ние немаме пари, тоа нема да го направиме. Како што министерката за образование ми рече, Стевче, пари немам, како знаеш, снаоѓај се. Во ред, нема да ја вадиме душа, нема пари, нема. Ќе бараме ние чаре, како што наоѓаме за сите работи, така ќе најдеме за ова. Владата без никакво образложение носи одлука да ја земе спортската сала. А неговото образложение на господинот Сезнајко е дека ние сме биле неодговорни, не сме ја ставиле во функција, неодговорно сме се однесувале со спортската сала, а во исто време вика сите недостатоци веднаш ќе ги поправиме. Па кој ве бранеше до сега да ги поправите? Кога ние тоа го баравме од вас. Ние баравме од вас недостатоците да си ги отклоните, а вие ништо не правите. И сега да ве прашам, има ли граѓани на оваа држава кој што верува дека општина Карпош кон некој објект што е додаден од владата се однесувала неодговорно или ќе се однесува? Какви се школите во општина Карпош? 2011 и 2012 сите ги реновиравме. Сега ги реновираме по втор пат. Минатата, предмината, сите школи ни се како кукли. Сите градинки сме ги реновирале. Во сите училишта ставивме и фотоволтајзи, сегде ставивме 254 компјутери купивме. Сега. А замислете, владата ни прати сега 10 компјутери. Она по општина 10 компјутери. Ние 254, значи у секое училиште мора да има по една компјутерска сала. Сите спортски терени ставивме вештачка трева. Сите кровови се реконструирани. Значи, ништо не сме оставиле на случајност и се сме унапредиле многократно. И затоа, тоа што тие го зборуваат, дека ние сме биле неодговорни кон оваа спортска сала, апсолутно не е точно и вие сите знаете дека општина Карпош кон се што е доверено, таа се однесува одговорно и секој објект е направен и поефикасен, и поекономичен, и пофункционален, и подобар по изглед, и по се она што треба да биде.
Најголем дел од општините се сместени во бараки. Вклучувајќи ги и нив и на ово што им се кандидира сега за Скопје. Сте били некојаш во Киселото да вижте во какви мизерии, да не кажам во што обавува својата функција општина Кисела Вода, да се срамиш. Сте били ли во Газибаба? Да видите во што живеат нивните градоначалници, а во што работи општинската администрација на општина Карпош. Јас се надевам дека до 20 ќе ја пуштиме општинската зграда, да видите како изгледа најубавата општинска зграда во Република Македонија. Така работат одговорни субјекти. Јас сум крајно благодарен и на Советот на општина Карпош, на сите оние што имаат доблес да дадат поддршка и на изградба на општинската зграда, да дадат поддршка и за извојување на средства за оваа спортска сала да профункционира. Значи, ние досега сме потрошиле 4 милиони денари. Ако тие 4 милиони денари ги имавме, ќе сменевме кровот на градинката Распејана младост во Карпош 1. Значи, ние не се бањаме со пари. Од тие пари што сме ги имали, сме издвоиле за да ова може да функционира, а гледате, тие се однесуваат како каубојци. Тие се однесуваат по принципот ние сме посилни, ние тоа ќе ви одземеме спортската сала. Сега сакам да им порачам. Значи, ние покрај ваквите наши негодувања ќе изразиме, ќе искористиме и правните средства. Има правна пракса. Вака владата одзела објект на општина Липково, тој е културен дом, и потоа општината си го вратила назад и владата морала да плати и оштета и надомест на штета. Значи, нема да ги оставиме раат и нема да ги оставиме на мира и нема да им го дозволиме она што тие имаат намера да го прават со ова спортска сала. Не е секој објект за бизнис. Не е секој објект за криминалци. Овде треба поштен народ да ужива, овде треба спортски работници да доаѓаат, овде се имаше прекрасно раководство. Ако се секавате, не знам како се викаше господинот, еден со бркчиња, овде што како се вика? Крле, така е, Крсте се викаше. Човекот беше прекрасен, тие како своја куќа ја чува оваа спортска сала. Токму вакви каубојци како Ристевски и му ја зема, му ја дадоа на Рафет Муминовиќ неговата компанија и од ова стана пепел. Иначе на оваа сала ништо не и фалеше, си функционираше безпрекорно. Ете затоа ние имаме причина зошто да се спротивставиме. Општината Карпош се однесува домакински одговорно кон секој објект. Ова треба да се стави во служба на граѓаните. За овој базен ја прашувале Пливачка федерација да им го пазите, да не биде на општина Карпош да го дадат на Пливачка федерација. И ти им рекле, од кај ќе најдеме пари ние за струја тоа. Знаете ли колку струја, колку трошци ќе има тој базен? Тоа сепак треба некој шарко што има малку повеќе лој да го прати. А федерациите тоа го немат. И зошто и спортската сала да не се додели на општина Карпош? Таа е предвидена да училиштата од општина Карпош, децата да доаѓаат и тука со нивните наставници да учат да пливат. Тој базен не е предвиден да се наплатува и тој базен не е предвиден, според наше мислење, да од него се заработува пари, туку да се стави во функција за учење на нашите најмлади жители да пливаат. А кој сака да станува пливач, ватерполист, од тука оди во базенот Борис Трајковски и тамо влегува во спортските клубови, значи тука да се прави селекција, а овде да спортуваат, односно да учат за пливат учениците од општина Карпош и сите трошоци нормално дека ќе ги сноси општина Карпош. А тие замислиле дека од ова треба да се прави бизнис. Мене ми е жал, ама ние ќе им се протиставиме на нивните бизнис апетити што сака да ги прават овде во општина Карпош. Ви благодарам на сите што дојдовте вечерва да дадете поддршка на Советот на општина Карпош, на општина Карпош. И ќе продолжиме. Ова нема да биде едноставно. Тие каубојци ќе пробат насила да влегуваат во овој објект. Ви благодарам. Само сакам да се вратам на година и пол наназад, кога другата влада, предходната, ни ја предаде на користење салата во Партизан. Тогаш сите советници едногласно го прифативме тоа, знаејќи, пошто ја видовме салата во која состојба е направена, знаејќи дека има доста недостатоци кои треба да се отстранат. Со градоначалникот и другите советници се договоривме, издвоивме и пари и буџети за да тоа се опреми, да се доведе во ред за
младите да можат тука, Карпошани и младите да спортуваат. Во меѓувреме, сакам да ја потсетам владата дека таа е извршно тело. Дека единствен суверен во Македонија, Република Македонија е македонскиот народ. Денес на седница овде македонскиот народ се изјасни со големо мнозинство дека ќе се спротивстави на одлуката на владата за да го врати овој објект во владата. Тука би завршил. Народот на Карпуш си ја заслужува салата и треба да се ја задржи. Владата нека не си прави бизниси на вакви работи. Карпошани, добро вечер. Јас сум роден овдека на 200 метри. Тука пораснав и оваа сала нема да ја дадам. Јас сум советник во општина Карпош и само сакам да ви кажам да внимавате утре на избори за кого ќе заокружите. На 100 метри од овде живее кандидат за градоначалник од ВМРО од ДПМН. Кажете ми со која доблест ќе дојде и да ви побара глас. Кажете ми каков образ имаат тие 7 луѓе кои што денеска на совет кренаа рака за оваа наша сала да ја земе некој друг, за да прави бизнис, за да не можат нашите деца од Карпош да се избањаат во оној нов базен, да не можат да влезат во оваа реновирана сала. Трагично. Партизан не го даваме. Ако треба, со жив штит, дење и ноќе, ќе стоиме овде, меѓутоа, оваа сала ќе остане на Карпошани. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз, од Левица, двете независни советнички и Гром денеска гласа против одлуката на владата. Само советниците на ВМРО ДПМН денес не мислеа на граѓаните на Карпош, тие мислеа само на својата партија. И многу беше интересно да ги гледате кога искачаа и барем тоа што им го напишеле од Министерството за спорт и мали, барем да го научеле, да се потрудиле, него го читаа тоа што тие им го пишеле, а тоа писмо тие мене ми го пратија. И да замислите колку беа смешни и кога бранеа нешто што не се брани, што би рекол Njegos Јанко брани Владисава мртва, што ga брани кад ga не одбрани. Значи не се брани нешто што не се брани. Кога лажеш, не можеш да браниш нешто. Кога гледаш дека некој лаже и дека некој има лоши намери. Така е. И сега пасите, не им оди да земат спортската сала, а да ни го остават базенот. Сега молат Привачка федерација да го земе базенот. А ти викат, кај ќе најдеме пари тоа да го финансираме. Не им иде сега да ни го остават базенот, а спортската сала да ја земат. Сега гледаат кај ќе насамарат некого да го земе базенот, оти тој ќе прави многу трошоци. Знаете тоа, тие пумпите што вртат, тие чистачите, тоа хлорирање, тие анализи, тоа знаете колку пари треба за таа работа. Како што ви реков, Шарко мора да има лој тоа да го плати. А нив таква работа не им се става на товар што тие треба ова да го земат. И затоа сакаме да ги предупредиме. Да не направат циркус, да го одземат ова од општина Карпош и после 4-5 години да ни го вратат со еден куп неплатени сметки за струја, за вода, за парно грејење, комплетно девастирана. Сега општинари, еве ви го ова назад, како што сите објекти ни ги вратиле назад. Денеска една колешка рече, па вие градоначалник викате дека во ова немало бизнис. Да, во ова нема бизнис, ама вие гледате бизнис. Абе нема бизнис и со загуба работат и градинките и училиштата. Што не се ги земете назад? Што не се ги земете назад? 2013 година кредит земавме 165 милиона денара. Од тоа Хари Костов ми одвои 47 милиона за сметките за парно грејење за сите училишта. 47 милиона 2013. Денеска знаете ли колку пари се тоа? Денеска се 2 милиона евра пари. Ете така ни ги дадоа сите објекти на општина Карпош со загуби, со проблеми, со протекување, со нерешени тоалети, со лоши услови внатре. Значи сите ние објекти сме ги довеле во ситуација во која што навистина да им е драго на сите оние што работат во него да функционират. И јас сум сигурен дека ако ова остане на општина Карпош, вие со овој објект ќе се гордеете.
И овој ќе биде во интерес на граѓаните. Во спротивно, очекувајте ги овие делови сите окупирани со оние стакларници, оние најлони на другарите на Борко Ристевски, нашиот некогашен репрезентативец.